Понеделник 12 јуни, кратки вести во 12 часот. Ова што му се прави на Охрид нема смисла, ниту идеја, ниту желба, уште помалку реализација, реагира градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков откако поради реконструкција на коловозот, сообраќајот на потегот Подмолје Охрид започна да се пренасочува по стариот пат Охрид Струга. Од Министерството за транспорт и врски му вратија дека се лицемерни и неприфатливи неговите реакции и дека токму Пецаков постојано повикувал на забрзување на работите на автопатот. Во насока на надминување на проблемот, денеска во локалната самоуправа се одржува состанок на кој се поканети сите представници во Македонското собрание од Охрид, СВР Охрид, Хотам, туристички работници, угостителскиот еснав и представници на службите од локалната самоуправа. Со цел оптимизирање на целокупниот процес на уписи во средните училишта во Република Македонија, од Министерството за образование информираат дека и оваа година преку дигитална услуга ќе се овозможи електронско аплицирање. Пријавувањето на учениците се врши преку линк до порталот за електронски услуги euslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Порталот ќе биде отворен до 21 јуни. Од фестивалот Поетска ноќ во Велестово го објавија дизајнот на постерот за годинашното јубилејно 35-то издание. Постерот за годинашното издание на Поетска ноќ во Велестово е посветен на враќањето на европскиот елен на падините на Галичица. Дизајнот е дело на Андреј Павлов, информираат од фестивалот. Оваа година фестивалот ќе се одржи од 18 до 20 август на неколку локации во селото Велестово и во Охрид. Денеска во Охрид променливо облачно време со услови за повремен дожд. Максималната температура до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.